Овој изминат викенд градот на кулите и мостовите Кратово, еден од најстарите градови во Македонија, пулсираше во знакот на седмите поред златни кратовски денови. Како што велат организаторите на настанот и како што ветува бројот 7, така и помина. Среќно, весело и полно со музика, љубов и енергија. Во текот на двата фестивалски дена, градот Кратово, покрај тоа што пулсираше во знакот на добрата музика, секако не изостанаа и уличните перформанси, базар, традиционални вкусови и добра фестивалска енергија. Од локалната самоуправа Кратово велат дека ова се досега најпосетуваните златни денови. Еве, почитувани гледачи, како што веќе забележувате, се наоѓаме во близина на бината која што е поставена во центарот на Кратово, односно на нивниот плоштад, каде што се одржуваат седмите поред златни денови. До мене ќе се наоѓа представник од општината Кратово, кои што се и организатори на овој прекрасен настан. Со оглед на тоа дека се наоѓаме на втората фестивалска вечер, еве кажете ни како помина вчерашната прва вечер и како сте задоволни од истата? Така, пред се ви благодарам што денеска оваа вечер сте во Кратово, за да го доловите овој момент од втората фестивалска вечер, од седмото издание на Златни денови Кратово 2025 година. Вчера го отворивме вечерта со првата фестивалска вечер, каде што беше посветена на народната музика, на народната песна, каде што настапуваат пред се вечерта ја отворија учениците од основното училиште Стефан Гајдов од општина Велес, а потоа на сцената со убавата народна музика, со убавата песна, настапија Мераклиите од Мерак Мејана. Тука имавме 5 изведувачи и тоа беше Маријан Коцев, Даце, Анета Љумаковска, Адријана Кеш и Татјана Стефановска. Вечерта продолжи после со добрата забава, каде што настапи Боби Павловски, забавуваше целата публика, сите пееа на глас со прекрасните мелодии што тој ги изведуваше. А за младата публика на крајот, за да го задржи вниманието, беше диџеј Андреј до вечерните полнокни часови. Да, еве сега се доаѓаме на втората фестивалска вечер, во тек е првата група која што е одлучена да настапува и што е оно што вечера ќе имат кратовчани и сите останати од околните градови, еве и од Пробишти, кои што се тука во Кратово да погледат. Така, сега започна веќе како што слушаме втората фестивалска вечер, каде што настапува групата Флукс. Тоа се 4 рокери, каде што еден од екипата е всушност и наш сограѓаник од Кратово. После нивниот настапува шармантниот Мартинијан Кириловски. За најмладите го имаме тука и Тајзи, каде што ќе има еден часовен концерт. А по нивното завршување секако настапува атрактивната балканска звезда, новосаѓанката Наташа Беквалац. Со нојното завршување на концертот ќе настапи диџеј Жак. Одлично, со оглед на тоа дека сме на втората фестивалска вечер, ќе те прашам кога имаше повеќе народ, вчера или сега во моментот вечерва? Се уште е рано, гледам она раздвижено сега, но очекуваме по нашите дека денеска ќе имаме, бидејќи ова ја нарекуваме и главна вечер, втора фестивалска вечер, бидејќи имаме балканска звезда, очекуваме многу повеќе народ, како што од наши сограѓани и од околината, од општина Пробишти, Крива Паланка, Свети Николе, Кочани, Куманово. Мислам дека тие градови повеќе. Добро вечер, браќи и сестри, дали сте спремни за журка вечера? Денеска е прекрасен ден, денеска е празник Свети Петар. Има ли македонци, христијани да видам Кратово раце горе? Како и секогаш носиме многу љубов, носиме многу енергија. Јас ви гарантирам дека Душан ќе даде на ова да биде една од најмирените вечери во вашиот живот. Раце горе, има ли се љубени градови? Romila, mi sotna kafeina, show!
ima srce polno ljubav. I uz medvesa ti deca da mi rodiče, na platička uči, ne mi treba ništa drugo. Isko narijena, na cesta u kafana, ma ti me upuštaša, Peter i od Marijana. Kad te vira i na sve, pijani od ljubav sve, pali mi se smeje me. I ti neko koji su nas i našima, ti si bolest koja već noći. I ne moram da se rodam, pa srce godama znam, neka ću za tebe. Nikad nema da si oprostan, ako si dozvola, ne svine, ne sumpam, užak samo jasnovam, kako se taka prava žena. Da ti kažem neka tebe, preko tebe, zakradame ga mi zove, da mi dala prija avion. Da ti kažem da to srce ima ljudi, samo radi tebe, vrti sviri kako radio mi. Sve po četvoku, da mi je praznik, ja ti se rađujem ko baječka na badnik. Treba roditelju, pomagam vladni, milion želja, niko ja navodim. Pa nadima, pa daj mi ne mara, ti večer sudik, meni vidi se vodi. Da ne čuvam, da ne imam, pa kad sam ospitovan, sam vajde život imam i za tebe riona. Dio ti su narijena, na cesta u kafana, pa ti me upuštaša, Peter i od Marijana. Kad te nida i da svoje, pijani od ljubav sve, pali me se smrvija, i ti neko kad su nas i našima, ti si bolest koja već noći. I ne moram da se rodam, pa srce vodama znam, neka ću za tebe. Nikad nema da si oprostan, ako si dozvolan, ne svine, ne sumpam, užak samo jasnovan, kako se taka prava žena. Ne me zanima to je što, ne me zanima daleko, ne me zanima niko drugo, ti si moj jazo. Za ljubav mladni, mladi i glasni, ako grebe druga što je saka Bože prosti. Еве се наоѓаме на втората фестивалска вечер на Златните денови. Овде Кратово пулсира овие денови во знакот на Златните денови, настан кој што по седми пат се одржува овде во Кратово. Вечер на втората фестивалска вечер е тајзи веќе до мене. Добре дојде во Кратово. Како се чувствуваш и дали за прв пат си тука? И дали ја проба пастърмелијата тука? Здраво на сите, здраво на сите ваши гледачи, да, ме бомбардира со прашање. Вака, пред се многу ми е драго што пеам во Кратово. Кратово е еден многу стар град, се вели дека е еден од најстарите градови во Европа. Има посебна енергија и многу голем дел од нашата историја и култура. Чест е за мене, веројатно и за секој да пее во таков град кој е прво духовно богатство. И тука сум веќе втор пат, пеев, мислам дека беше првата година на Златни денови. Тогаш беше феноменално. Вечерва очекувам да биде уште подобро. Имаме прекрасна екипа на гости и на музичари кои ќе пееме заедно оваа вечер. Се надевам дека ќе има исто, нели, и кратовчани и луѓе од Пробишти, од Куманово, од Крива Паланка, од сите соседни градови. Браќи и сестри македонци кои многу си сакам, веројатно и они тоа го осеќаат, го поштуваат, го респектираат и се гледаме стално на секаде низ земјава. Да спомнеме некој хитче кој што ќе биде вечерот пеено овде на сцената на Златните денови. Па немам многу хитови ја. Нека ќе да саме. Па ќе пееме цел репертоар. Наш имаме програма од 60 минути, 60-70 минути. Заедно со мене и мојот бенд и диџеј. Со нив работам низ сите дискотеки и плоштади низ Македонија веќе долго време. Сите хитови, нели, пишано е љубов, чувани га Боже и сите други моментот. Очекувам публиката да ги испее хитовите што не ги пееме пред 8-9 години. Ќе биде забавно, сигурно. Еве, во говорот го спомна Пробиштип, ја спомна пробиштипската публика. Тука ме подсети на твојот настап, не знам, пред неколку години беше во Пробиштип на тогашниот Пробиштипски Summer Festival. Мислам, ако не се лажам, тоа беше 2000 некоја година. Па има
Има 6-7 години. Сум бил доста млад, гледавме преска видеа баш од нас. Пробиши исто така, има многу браќи и сестри. Ја работам со музика веќе 15 години и таму сум секоја година. Ја бев и на ивентот што го имавте таа година, феноменално. Имаше многу одлична преката. Имаше многу добар вајб. Секогаш сум добре дојден во овие краеви на Македонија, во цела Македонија, но исто да го напоменавме, нели, Пробишти, стварно има многу другари, браќи и сестри кои се дружиме више 15 години и секој настап кога идам таму и они и уште млади генерации кои слушаат мојата музика, многу ми е драго што македонците слушаат македонска музика, иако тоа нели не општото мислење е дека многу слабо респектирам и слушам македонски артисти, но јас мислам дека луѓето грешат, дека народ во Македонија респектира и слуша македонска музика. Одлично, супер. Неодамно излезе еден хит заедно со Два Бона, како настана соработката и како си ти лично задоволен од тоа како досега проаѓа песната? Па со браќава со Два Бона работиме на повеќе песни, им помагам и за текстови на некои песни, како и за многу други артисти. Антонија, Александра Јанева, Мартинијан, Тамара и уште неколку артисти наши од Македонија. Работам на текстови последниве години, мислам и одамна последниве години некако поинтензивно и за други. Со Два Бона, одлични дечки, одлични артисти, едни од најдобрите во Македонија. Чест ми е да соработувам со нив на секоја песна и дали би помагал за текст, дали би пееле заедно. Имавме еден прекрасен хит кој се викаше Југ пред неколку години, сега Лето. Задоволен сум, секако си поминува добро, они се прекрасни и се надевам дека ќе имаме уште неколку соработки се браќава. Пишуваш песни за тебе, пишуваш и песни за други артисти, кога е најлесно да се пишува? Дали за себе или за другите? За другите ми е полесно, искрено. Да? Некако за себе имаш поголем притисок, не дека не пишуваш исто како за себе и за другите, исто се фокусираш и си внесен во делото, но за себе некако е поинако, бидејќи моите текстови не ги пишувам кога ќе треба да ги пишувам, него кога тие ќе сакаат да дојдат некако, да се канализираат низ тебе и да останат на хартија и се осеќаат. Многу песни се напишани така, една од нив ќе напоменам да кажеме Сине, Парадокс, Револуција, Гласот на народот, Моментот, тие се песни кои дошле од друго место, само се канализираат низ тебе да поминат на хартија. Како поминува лето 2025-то, какви се плановите, нов албум, нешто се крачка или ќе ни откриеш, да? Да, имам оваа година си работам на свое професионално студио, таму поминувам многу време. Спремам, да не кажам албум, спремам многу песни, ќе видиме како ќе ги селектираме, дали ќе биде албум или ќе се вадат една по една. Спремам една многу интересна ствар, се вика Циркус, се надам дека ќе искочи во септември, пред избори ќе искочи, само да ви кажам. Да. Да. А кога ќе бидат изборите? Нема везе, само пред изборите ќе биде. Одлично, еве за крај со што би ги поздравиле нашите гледачи кои што во моментот се не гледаат? Па што се пие у Кратово, кажи ми прво. Гледачите да ми се живи и здрави, да слушаат македонска музика. Сите знаат во каква состојба живееме, во каква држава, во каков свет во моментов живееме. Издржете луѓе, сите живееме во иста каша. Се надам дека ќе гледаме се попозитивно на работите, иако сме во голема каша, како што кажав. Да сте ми живи и здрави, да се гледаме само за убави работи. Pola sveta, Vika, ќе го предам пола света за да те љубам, драга моја. Амо да сте си не знamo. Možemo, brano, možemo. Prošle dane, prošle noći, misliš da sam srećan, kažem tvoje oči, tvoje oči, sveta, da budeš bez svog čuna, sve mi
гледате, се наоѓа Мартијан, кој што е дел од втората фестивалска вечер овде во Кратово. Како се допаѓа Кратово, дали за прв пат си тука? Ви благодарам многу пред се на поканата, ви благодарам за ова прекрасно интервју. Не ми е прв пат да сум во Кратово, поради тоа што мојата мајка е од Кратово. Мојата мајка, незината мајка, ствари е од Кратово, така да јас сум тука. Значи баба. Да, бабата е од Кратово, така да тука сум, пола фамилија имам тука од Кратово, така да скоро на секои 2-3 месеци сум тука, така да можам слободно да кажам дека Кратово го осеќам како свој град, како свој близо град. Одлично, супер. Што нешто вечера ќе го отпееш пред кратовската публика? Вечерва имаме спремено добар репертуар, како од мои песни, така до најголемите балкански и македонски хитови, да. Одлично, супер. Ќе споменеме некои од темите кои што ќе ги отпееш? Па сепак нека останеме едно мало изненадување, да, за сите слушатели кои ќе бидат тука, секако и крај малите екрани. Еве да те прашам со оглед на тоа дека пред краток временски период излезе твојата последна песна, односно најнова песна Удриме. Ќе те прашам како проаѓа, како си задоволен? Сега за сега проаѓа убаво, поради тоа што таа песна е стварно песна која јас ја почувствував на прв удар, како што велам јас, на прв така да мислам дека направивме еден топ материјал, топ пакет кој мислам дека допрва ќе се слуша, поради тоа што станува збор за една песна која пее за невозвратена љубов, а тоа знаеме дека многу боли. Невозвратената љубов, така да сега за сега проаѓа супер. Се надевам дека во иднина ќе си го пронајде патот до слушателите. Ќе ни откриеш кој е тимот кој што работеше на овој хит? Тимот е Илија Чосевски од Штип и Весна Мартинова од Штип, кои се веќе еден добар авторски тандем, покажан авторски тандем кој ги прави песните на Каролина Гочева, на Тани Димитрова, така да мислам дека сме во полнек. Одлично, супер. Ќе те запрашам и твојата девојка пишува книги, поезија. На есен кога што имам информација ќе ја издаде својата книга. И дали може да очекуваме еден ден, еве, таа да напише песна, ти да ја отпееш? Морам да те прашам, од кај знаеш дека ќе извади нова книга на есен? Новинарска работа. Мило ми е. Да, како што ти кажам, мојата девојка е, јас велам мојата тесна рака и половина од тјавата. Пишува книги, да. Напише една книга, сега во есен, октомври поточно, ќе ја издаде својата нова книга. Има пишувано и поезија, меѓутоа тука, знаете, треба да се поклопат енергиите, да биде секој што треба да се склопи една убава мелодија, за да таа добие инспирација, да напише еден прекрасен текст. Верувам дека во блиска иднина тоа ќе успее. И сега кога зборуваме за девојката, каков е планот за брачните води? Знаете, тоа на некој начин не може да се испланира. Само треба да се препуштиме на чувствата, на тие емоции кои не водат и кога ќе дојде време тоа да биде. Едноставно мислам дека ќе дојде. Мислам дека тоа е период кога ќе почувствува човекот дека треба да биде и тогаш ќе биде. Сега за сега мислам дека одржуваме еден одличен баланс. Се надевам во блиска иднина ќе прерасне во некои поголеми води, да не кажам брачни води.
Во РТВ вечера си на Златните денови оде во Кратово, ја негош македонската забавна музика. Во Македонија еден и единствен и најстар македонски музички фестивал реновиран е Макфест, кој што се одржува во Штип, секогаш оди на есен. Дали годинава ќе те видиме на Макфест? Можам да кажам премиерно дека ќе ме видите ова година на Макфест, поради тоа што ова е 40-то издание, јубилејно на Макфест. И сакам да кажам дека не очекува еден голем спектакл на Макфест, како од целата организација, така до целиот избор на песните, поради тоа што знам, имам тојава да кажам дека имаме одличен избор на песни, така да јас ги промовирам сите песни, не се промовирам само сам, така да едва и чекам да дојде октомври, а можам да кажам дека Макфест со сигурност да кажам дека ми е во срцето, поради тоа што прв пат се појавив 2013 на телевизија на Макфест и го освоив третото место, потоа освоив и второ и прво, така да можам да кажам дека сите награди. Сите награди. Не, сега е така малку ревијално ќе оди. Нема први, втори, трети места. Најбитно е музиката, да ја живнеме македонската естрада, конечно. Еве, ќе те запрашам, што оно што со кое што сакаш да ги поздравиш еве нашите гледачи како за крај од овој интервју, да слушаме може ли некој дел од некој рефренче од некоја песна? Па, ако не е проблем, ќе ви отпеам дел од едната моја песна. Макфестовската што ќе видите сега во Штип или? Не, меѓутоа тоа е исто од Макфест, освоено прво место 2019 година. Еве, кога зборувавме за Макфест, ќе ни откриеш како се вика песната тоа што ќе ја видиме или ќе остане во тајна премиера на Макфест? Ќе останеме, пошто уште сме удил тема како да се вика песната, кај да ќе биде готов проектот, меѓутоа насловот се гледа на крај. Така да ќе ве поздравам со една моја песна од Макфест. Вика вака. 100 пати на ден се радувам, кога име јас си спомнувам. 100 пати на ден ке речам дека морам да заборавам. 100 пати на ден ке заплачам, сози по неја не сокривам. Не знам зошто толку боли, а без неја не можам. 100 пати на ден. Победничка на Макфест 2019 година. Благодарам.
nisam zdrava. Volim što se druže večeras, hvala što ste došli. Večeras uživajte, ljubite se, volite se, ovo će biti dobra noć. No!
Организаторот на Златните денови вели дека традицијата продолжува, со звуците кои допираа низ кратовските улици и со насмевките на посетителите. Златните денови во Кратово продолжуваат и до година. Звездата,